Добро вечер, почитувани гледачи. Дали диаспората се идентификува со партијата или со државата? Државната изборна комисија денеска соопшти дека во нашите конзуларни представништва и во амбасадите широм светот пријавени се нешто повеќе од 1900 нашинци, селеници, пријавени во однос на предстојните председателски избори. Но сега веќе се поставува прашањето дали ќе имаме репризата од претходните изборни циклуси и од референдумот на гласачка абстиненција во нашата диаспора. Каде нашинците ја гледаат иднината на Република Северна Македонија? Диаспората и незината позиција вечерва е во фокусот на оваа дебата, секако заедно со председателските избори, епилогот и што може да се очекува потоа. Во студиото мои соговорници вечерва се Стефан Ѓорѓиевски, ве најавувам како представник на македонската диаспора од Мелбурн, Австралија, човек кој што е активен во политичкиот јавниот живот во Австралија. Добро вечер. Добро вечер. Мерсел Билали, политички аналитичар. Добро вечер, Билали. И мојот колега новинар Љубиша Николовски. Добро вечер. Ѓорѓиевски, сакам со вас да почнам. 1900 електронски пријавени нашинци во диаспора, околу 10 на 15 градови нема да се гласа, бидејќи не е постигнат оној минимум од гласачи што треба да се пријават. Можеби бројката ќе порасне, но не очекуваме значително. Што зборуваат овие бројки во пресек на председателските избори? Па видите, јас мислам дека чашата е веќе прелеана од горчина од македонската диаспора, кој така речи духот и патриотизмот е уништен со во последната година и две, што се случува со Македонија, со името на Република Македонија. За нас во диаспората сега ќе остане Република Македонија. Нашите диаспората навистина се огорчени и еве пред неколку недели има состаноци во сите градови во Австралија, а посебно во Мелбурн. Јас пред еден ден стави во контакт со еден од главните организатори на македонската диаспора, господин Гоце Дуковски, кој на самиот состанок донесе одлука, односно резолуција, кажа дека ние нема да прифатиме име со Република Северна Македонија и нема да соработуваме со амбасадата и со конзулот по тоа име Република Северна Македонија. Што значи дека македонците дефинитивно во Австралија, а јас мислам и пошироко, дека нема да излезат на избори, ќе ги бойкотираат поради што самата огорченост што се случува во Македонија во последните 1 до 2 години. Со тоа не сакам да плукам по денешната власт, но нели сакавме промени за подобро на нашата Македонија, сакавме промени за подобро живот на граѓаните, но ова што се случува навистина ја помина црвената линија и сигурно повеќе дека за жал морам да кажам дека денеска не само Република Македонија ги губи квалитетните луѓе со дипломи, се иселуваат, но во денешните денови Република Македонија веќе ја губи и диаспората. А диаспората е главен фактор за нашата држава Република Македонија, кој навистина имаме доволно илјадници селеници кои можеме да ги употребиме да дојдат со нивните бизниси, а да не кажам доваѓаат над 50 до 100.000 туристи секоја година. Да, еве да во првиот круг Билали, колку е важна може диаспората? пред мене Љубиша да каже нешто. Може. Не знам зошто, добро не е важно. Малку сум субјективен, ми е другар за тоа. Добро, ама ајде субјективизмот ќе си го ставиме малку за во канцеларија, после емисија малку да дадеме оценка, бидејќи еве соговорникот вели важен сегмент ќе биде диаспората и во сите изборни циклуси, не само во овој. Не знам дали има некој човек во Македонија, од Македонија, кој што нема некој пријател, роднина, сосед, што не заминал, што не е некаде во диаспората македонска, и тие контакти се одржува. Значи ги почитуваме заради тоа сите наши селеници и нивниот патриотизам и желба за развој на Македонија, но од се она што каже господинот Стефан, малку имам да се согласам со тоа. Да не речам ништо, може би ќе претера. Значи, огорчени велите последниве 2 години. Господине Стефан, колку време сте вие во Австралија?
48 години. Кога заминавте, бевте исто така огорчени од Македонија? Па на некој начин да. Затоа Значи... што татко ми мој, морам да ти реплицирам, да. татко ми мој беше протеран од Македонија, беше затвор во Битола, кој Добро, за разни политички... Тоа е ваш индивидуален случај. Па затоа ти кажам дека бедне дел од македонците огорчени. Има веќе која генерација македонците, трета генерација, може би повеќе. Да. Тие сите сиот изминат период на некој начин биле незадоволни од тоа што се случува во Македонија, бидејќи Македонија ни тогаш, ни сега не може да биде Австралија. Не може толку брзо да биде Австралија и веројатно затоа и вие си живеете во Австралија многу добро, подобро од она што ние живееме во Македонија. Вашето незадоволство треба да е многу мало од нашето задоволство кој што живееме тука во оваа Македонија, така? Мислам, логично би требало така да биде. Како да кажем, вие сте долго време таму и наши многу генерации живеат таму. Вие сте лојални граѓани на таа држава каде што живеете. Несомнено придонесувате на некој начин со некои економски можности кои колку има заради роднините што ги имате тука. Но ние не видовме големи бизнисмени од Австралија, од диаспората да дојдат во Македонија и да направат чудо од Македонија, заради што ние би останале тука, а вашите внуци и правнуци би се вратиле во Македонија да продолжат со вашите бизниси. Што се однесува до, рековте сте незадоволни ке абстинирате. Па мислам дека вие долго време абстинирате од учеството во политичкиот живот во Македонија, не само сега што има само 1800, во Австралија во моментот има 110 пријавени, 50 во Камбера и 60 во градот од каде што доаѓате во Мелбурн. Значи тоа е едно општо незадоволство, а на минатите избори 2016 од 20.000 пријавени иселеници за гласање, 8.500 само гласа. Толку беше интересот на иселеништвото во Македонија за судбината на Македонија. За почеток. Добро, ќе дебатираме. Да ви реплицирам. То се сведува на самите влади досегашни кои апсолутно не водат грижа многу за диаспората. Морам да кажам. Затоа што, во последната година ние во Австралија овде немаме после заминувањето на господин Веле Трповски, амбасадорот на Австралија, од подобрите амбасадори кои дошол во Австралија, веќе замина година дена, немаме амбасадор, немаме конзулат. Во годините наназад апсолутно не се водело грижа за македонците во диаспората кои на доста начини не може да добијат ни пашапорти, да не зборуваме за лични карти и така натаму. Значи, доста од диаспората не прават, државните институции нема апсолутно контакт со бизнисмените, кои, мораме да кажеме сега, пред 40 и повеќе години, немаше бизнисмени доволно колку денеска има. Денеска има, да кажеме, над 5 до 6 илјади македонци кои има помали и неголеми бизниси. Значи, во времето, сега, во последните 10 години, 15, времето кој требаше македонската влада и министерите да стапат во контекст со македонските бизнисмени и сигурно сум јас од повеќе дека тие би сакале да инвестират. Јас веќе разговарам со неколку компании од Мелбурн и од Сиднеј. Едната е Банино компанија од Сиднеј и другата Макаус од Мелбурн, кои на неколку пати се обидија да го донесат својот бизнис во Македонија. Но знаеш како е кај нас овде. Се бара мито, корупција, подметување за пари, што ќе ми дајте мене, што ќе има за нас и така натаму. Факт е дека малце се работи со нашите бизнисмени. Не, сакам да се вратим околу мотивите ваши за абстиненција на предстојните председателски избори. Милали, немаме само од македонскиот етникум диаспора, тука е нели диаспората и од албанскиот етникум во Македонија? Па добро, мислам дека светот се глобализира и ние сме дел од тој процес, дури како услови на Балканот. Неминовно се движиме од таа насока, така што
наспроти тие процеси или таквиве процеси, тешко се одлепуваме од некоја носталгија со елементи на патриотизам, често најмногу празен патриотизам, значи и неинформиран патриотизам. Зошто видите празен патриотизам? Затоа што бидејќи патриотизамот како збор е чисто користен, и вие во својот прв одговор го искористивте, би сакала да дефинираме што значи тоа и зошто зборуваме за лажен. Добро, јас не го користев намерно зборот лажен патриотизм, туку празен патриотизм, и предпоставувам дека многу од луѓето имат искрен пристап кон односот кон состојбата, нема доволни информации, често погрешно информирани, субјективно, еднострано, значи навива за нешто што и не заслужува да е така, и често тоа е комплетно контрапродуктивно, посебно врз балкански услови. Ево, например, кога беа предпоследните избори во Хрватска, беше интересно едно здружение која собра бајаги луѓе, бајаги поддршка, голема поддршка во Хрватска, а беше против тоа, значи диаспората да гласа за Хрватска листа и така натаму, со образложение дека тие ефективно, значи, живеат во друга држава, плаќат данок во тоа држава и не може да влијаат, значи, врз политичкиот систем, врз однос на државата која само емотивно се врзена, ништо материјално не се врзена, нит плаќат данок, често и многу често идат да ја посетат и многу ретко идат да ја посетат и ефективно не ги врзува тоа. Значи, баш ме сеќавам една реченица, значи, доста ние од вашата голема хрваштина, одсесуваат со тоа ја убиват Хрватска. И беше еден текст од таа изложение така, мислим, формулирано, со многу аргументи, без емоции, значи практично со тоа што живее реалниот свет. Не знам, ние некако тешко се ослободиме од тоа дека неминовно мора да се вклучи диаспората во гласањето, дури тоа често и политички се манипулира. Ние бевме светоци во изминативе неколку години кога наводно некоја посебна квота одредена за диаспората служеше за, значи, официјални представници во законодавниот дом, пратеници. Не официјални представници, туку наметната структура диригирана директно од власта за да се направи дисбаланс или неприроден дисбаланс, и тоа што се случува перманентно. И затоа не сум ја во смисол на тоа дека не сакам диаспора да биде дел од гласањето, но реално и во случај на Турција се покаже, кога беше одржан референдум за тоа дали Турција прифаќа значи систем, републикански систем или овој председателски систем, тука некои празоци се многу интересни. Значи, надвор од Турција негде 36 милиона турци, кои голем број нив живеат во Западна Европа, значи Германија, најмногу Германија, Данска, Шведска и така натаму. Значи, тие 86% гласа за председателскиот систем, тоа значи за волјата на Ердоган да воспостави некаков вид, да не кажеме наводници, тоталитаризам. За разлика од државата кај што живеат турците, нели, кај што дури имаше зборови или искажување или озборување дека се полнети кутии посебно и овој источниот дел на Турција. Значи, да се извезува политички резултат и да се создаде вештачка политичка волја на една несредња заедница која дели релативно несредња судбија со среќни луѓе увезени од навр, мислам дека е неприродно. Сега кој бил политичар, ме пушти мене прво со новинарски речник и после... Видите, јас веднаш ти кажам дека зборувате, говорите за патриотизам. Јас мислам е патриотизам да ја брани својата нација и држава, да не се именува со друго име Македонија. Патриотизам е да ја браниш, да ги браниш институциите, да не се менува автопатите, аеродромите, да не се рушат споменици, да не се затворат македонци
кои, иако некои погрешиле, но тие што погрешиле треба да се судат и затворат, а никако да се осудат како терористи. И не мораме тие патриоти или македонизам да го браниме, поточно правдината, затоа што ако се бара патриотизам, ова мислам терористи, може мислам да се најде терористи само во парламентот во денешната влада и поранешната влада на Груевски. Но тие луѓе се македонци кои од емоции, да, погрешиле, од емоции погрешиле затоа што поради Македонија, поради обстанокот на државата. И навистина, ако ние дозволиме и понатаму ова што се случува, рушење на темелите на Република Македонија, навистина ќе не снема за 20 до 30 години. А патриотизам да се сака својата држава, да, ние го викаме тоа патриотизам и ништо не е лошо да се сака својата држава. Сега не сакам да спорам околу патриотизмот, бидејќи Мерсон говореше за патриотизмот, но и ние сакаме Македонија. Јас верувам дека сакате. Има Но исто и ние сакаме Македонија. Да, верувам, на разни начини кои како ја сака. И тоа е добро. Значи, се исполнува една, како вика, цело е кога имаш се. Меѓутоа, тоа не треба да не доведува во ситуации на, како да кажем сега, непочитување на закони, кои што може би некоја се драконски. Точно, се слагам, нека кај нас има една, кај сите нас има една христијанска милосрдие и дури за непријателот ти е жал кога ќе загуби нешто. Така и за сите овие луѓе кои што по било која основа, дали за криминал, тероризам, се осудени на големи казни, чувствуваме некоја жал, нели? Мислам дека кај секој постои такво нешто. Но не можеме да како да кажем, грешките секојаш се плаќаат скапо, тоа е и од патриотски причини. Да разбирам, но како што кажав, македонците се огорчени, така речи и понижени. Разговарајќи со еден од активистите пред еден ден, тој кажува, вика, ние толку сме понижени во Австралија, кои луѓе доаѓаат од други нации и кажуваат зошто повторно го менуваат името. А ние бемне тие кои пред една година, така речи, кога грците демонстрираа, бараа име што никој пат не било нивно, да, Македонија таму има, тоа име е на македонците и се уште живеат македонци таму. Иако господинот министер Димитров кажува дека не знаел каков јазик се збора, тоа е срам. Тој многу добро знае затоа што неговата фамилија потекнува точно од тој дел од егејскиот дел на Македонија. И затоа ние не можеме да подлегнеме на некои работи да не укажеме, затоа што диаспората е дел од оваа држава. И не може Зоран Заев или Никола Груевски, кој бил во владата да ја решава судбината без сите македонци. Да, нормал овде во Македонија, но важен фактор е и диаспората. Ние имаме повеќе од милион македонци надвор, кои навистина и тие треба да се прашат и да се слушни гласот, како ево, благодарение на 24 телевизија кои имам големи симпатии за оваа телевизија, дојдовме да окажеме нашиот глас, затоа што иако ние живееме по 40 или 50 години, сепак ние тука инвестираме кој колку што може и имаме право да ја браниме нашата држава. И нема да застанеме никогаш да кажеме дека нема повеќе што сакат и нека прават. Ние сме дел од оваа држава и тоа ќе го браниме до дури сме живи, нели? Милали? Па добро, не знам дали диаспората, предпоставувам дека и би требало да има некоја помлада генерација која упатена кон новие прашања и за да може да се дискутира без емоции вака и со аргументи, да се навлегува сериозно, во суштина на проблемот не е вака површно. Тоа е, значи не сме тука ние да рецитираме поезии или не знам, да напишеме овај трагедии или нешто слично. Реално мислам дека тоа наликува вака кога имате налив на некако, пак би рекол,
празен патриотизам, налико на тоа да ја, значи толку ја сакам мајка ми, ќе ја прегрнам толку сврсто што ќе ја задушам. Значи тоа е логиката на празно сакање на својата татковина или на својата држава, било позиција на далечина. Мислам дека патриотизам има своји компоненти. Тоа значи ред, дисциплина, владење на правото, равноправност, човекови права, економски развој, борба против корупцијата и криминал. Значи не е оно македонштина, албанштина, хрватштина, тоа се празни работи кои се демодирани и често се многу штетни. Јас искрено би бил несреќен ако, значи, таа заедница иселници од Македонија, не мора да биде само македонци, туку осите, ако нема школовани структури кои точно знаат, значи, што значи приоритети, што значи развој за држава, што значи екзистенција, што значи со тоа да се гордеме со таква држава, наместо да рецитираме поезии. Лично јас сум сретнал одлични, не само студенти, туку и луѓе кои работнат во сите етнички заедници кои доаѓаат од Република Македонија, и тоа сум и во САД, и во Западна Европа. Јас сум се зачудил колку тие луѓе се информирани. Реално. И понекогаш исто со медиумите се чудам кога гледам дека тие луѓе ги нема во медиумите. Туку имаме, значи, една друга структура која действува само според емоции, а од тоа нема ништо, само штета. Лесно може да се каже, не ни се допаѓа ова, не го сакаме, ова е лошо, но како, значи, прагмата, политичката прагма бара решење за секој проблем. Значи, не можете вие да создадете проблеми на некакви решенија, туку решенија треба да барате за секој проблем. Ако тоа не го знаете, мислим, дали тоа е проблем на нешколување или на интелигенција, тоа треба се проучи. Балери, јас мислам ти повеќе глумиш и кажуваш поезија него јас што кажувам. Јас кажувам директно она што го гледам пред мене. Ево ќе ти кажам, во една демократска Австралија, во самиот парламент пред 2 години донесе одлука секој што има двојно државјанство и друг пашапорт, дали било тоа енглески, македонски, грчки, турски, не може повеќе во парламентот да биде. Мора да има едно државјанство да биде и да говори австралски јазик или енглески. Додека овде во Македонија, ние за да слушаме денеска во парламентот мораме да ставаме слушалки во својата собствена држава. Дали за тоа ти личи на тоа некаква поезија или демократија? Не мислам да е таа поезија. И затоа огорченоста на македонците во диаспората ја кажувам она, тие што кажуваат и јас што го осеќам за мојата држава. Апсолутно не кажувам поезија, кажувам, односно го бранам интересот на Македонија, достоинството на Македонија, затоа што денеска во Македонија се направени големи кражби, а да не кажувам се губи и самото име, се менуваат автопати, како кажам, аеродроми, се рушат споменици, дури се кажува дека да не го признаваш својот македонски народ надвор од границите, тоа е навистина. Ќе дојде ден, мислам, дека и нас македонците во Австралија и Америка и Канада нема да признава како македонци. Ќе речат, не знаеме на кој јазик тие зборуваат. Јас мислам дека не е тоа поезија. Тоа е бранење на својот идентитет македонски и државата Република Македонија. Мислам ме разберате. Ме разбирате добро, не кажам поезија, и ја кажувам вистината, она чувството на македонците во Австралија, и јас апсолутно не би сакал да мразам никоја нација, но, како што кажав, во Австралија денеска, ако имаш друг пашапорт во парламентот, не можеш да работаш и нема да бидеш ни пратеник, ни кандидат. Треба да имаш едно државјанство, а тоа австралиско. И во парламентот ќе зборуваш, односно ќе говориш енглески. Не на друг јазик, дали македонски, дали грчки, дали албански, дали турски. Само енглески. Георгиевски, од одличната Австралија, колку често доаѓавте овде во Македонија?
Па, во овие 48 година, секој 2 години, дали година, на 2-3 години, да. Живеачката овде подобро ви личеше или на полошо? Ако направите една генеза на назад. Па, живеачката, може да кажам, генерално се држи на иста линија. Стагнација. Стагнација, луѓето има проблеми, факт е тоа. Имаше пременување на влади, а имаше обеќање доста од едната партија од другата, но се уште она што го очекува македонците е далеко тоа. Очекување од домашните власти. Ве прашувам, каде е контекстот на Македонија во ситуација кога соседите веќе речиси сите се членки на НАТО алијансата? Да. Евроатлантски интеграции, околината, регионот гази. Каде ја гледате иднината на ова парче земја, толку значајно? Во Европската Унија, во НАТО, која е алтернативата на Македонија заглавена во 3-децениски спор со Грција? Видете, и со просечна плата од 200 евра овде. Да, да разбирам. А европски цени? Патот за Македонија, да, во НАТО е Европската Унија. Тоа е близо паметно некој да размислува на друг начин дека ние не сакаме да одиме во НАТО или Европската Унија, но не со скршена кичма, не со скршено достоинство, не со пременување на државата, на идентитетот и јазикот и така натаму. Мислам, близо до паметно нешто да размислиш, да те нема како човек, а да сакаш да влезиш во Европа. Значи, ние сега со скршена кичма ќе влеземе во НАТО, а не дај Боже во Европа може ќе влеземе и без глава. Замолам, речникот ви е премногу политички, иако се обидувате да балансирате меѓу едната и другата власт. Ова што го говорите вие, го говори една од политичките опции во Македонија. И таа се подпира веројатно на дел од диаспората. Има многу работи што ги загатнавме, кои што треба еднаш да се расчистат. Вие сте представник на која диаспора? Македонска диаспора. Кој ве делегираше да бидете представник на македонската диаспора? Јас работам над 30 години како маркетинг менеджер на 2 македонски вестници. Сум работел како менеджер на еден од фудбалските екипи на Австралија. Дали сте вие избран представник на диаспората, ве прашувам? Да. Дали сум избран? Да, вие говорите во името на целата диаспора, на милион луѓе во Америка, во Австралија. Затоа што сум јас, дозволете, јас сум еден од активистите на Австралија и на Мелбурн, кој Вие немате право да говорите. Вие сте еден индивидуалец кој што има свој став, своји емоции и мислење. Јас го почитувам тоа. Добро. Докога сакате да вие, говорите... Николовски, кој представувате овде? Моје лично мислење. Вие кој представувате овде? Љубиша Николовски. Моето. Исто јас представувам Стефан Ѓурѓиевски. Да, ама вие рековте нашата диаспора во името на диаспора. Точно. Јас не можете да говорите. Мислам, јас конкретно бев кажав дека разговарајќи со нашите лидери во диаспората, дозволи ми, веќе се контактирав, а јас бев еден од тие кои имам минатите демонстрации во Мелбурн, јас бев еден од тие неколку активисти кои организирале демонстрации во одбрана на Македонија. Нека и така. Но, ама така е. Колку што знам, таму има и други организации кои што не мислат како вас. Во Австралија, да. Јас ти гарантирам дека 99% мислењето ова што кажувам, мислењето го делат со мене. Во името на народот, во името на граѓаните, го слушаме тоа. Јас разговарам, вие немате право да говорите во името на сите. Немате право. Се разбираме? Јас немам право. Немате право. А кој ти дашол тебе право да разговараш? Кој те делегирал тебе да разговараш во името на кој разговараш ти? Јас сум поканет од колешката Анета да говорам за моето мислење. Да. Вие говорите за вашето мислење. Немојте да ми говорите за моите роднини, за моите пријатели во Америка и во Австралија. Ве молам. Значи јас имам мои роднини, мои пријатели кои што живеат долго време таму. Да. И кои што не мислат можеби како вас. Значи затоа ве молам малце ограничени. А што погрешно јас кажав? Не реков погрешно или не погрешно. Не, кажи ми ти, реплицирај ми дека што погрешно јас кажав или навредив нешто, ако ве навредив вас, дека ова што кажав, то не е точно. Не работиме ние за точно и неточно. Секој има право да има политички став за одредена работа. Како тоа точно да е неточно? Не знам точно или неточно. Јас не спорам за политички став и партија. Јас го бранам интересо на Република Македонија. Ама вие мислите дека го браните интерес? Многу зашто сте уверени дека е така, дека да ви избереме за председател тоа, па кандидирате се. Па сигурно, морам да ви кажам дека диаспората таа беше извинете Николовски. Диаспората таа беше кој ја направи оваа држава независна.
Ајде, Да. не сум знаел. Затоа што овде, кога ние бараме да бидеме независна суверена држава, достава Македонија плачеја да останат во Југославија. Тоа е факт. Нема бегање. А вие кај бевте тогаш? Па ние бевме во Австралија. А што не бевте во Македонија? Што не дојдете во Македонија? Што не се вратите? Да се створи еден патриотизам на држава е многу полесно да се прави однадвор него да се натрен. Ајде, ве молам, господин Стефан, дај биете малце поскромен на месец. Ама така е. Немојте така сега. Што сме ние овде што живееме во Македонија? Глупави што не заминавме пред 40 години во Австралија. Па вие сте влегле во НАТО. Па вие живеете во Австралија и говорите за англиски јазик. Па вашите деца и внуци не се викаат Трпе и Миле, сите се викаат Џон, Џошуа и така натаму. Точно, и тука се вика Елвис, па... Не знаете македонски да говорите, со Каро и со аерпортов. Николовски говори. Не ме терете да бидам бугарин, бидејќи ве почитувам сепак како човек. И сега вие најдете тука да дојдете да ни делите памет, ние се соочуваме со проблеми, наши проблеми. Вие овие проблеми ние што ги имаме, ги немате. Што не се согласувате, господи Николовски, со мене? Вие, вашиот живот е во Австралија. Бидете си лојален граѓанин на Австралија, сигурно, и грижите се за Македонија, никој не ви брани, но од тоа што велите ние сите во Австралија, се покажа на изборите. 20.000 се собрате, гласавте 8.000. Од големите инвестиции не видовме ништо. Вие сте силни во диаспората, само на зборот. И патриотизмот ви е јак. Морам да ти кажам, господин Николовски. И ве молам, немојте така да настапувате. Доаѓате еднаш у 2 години во Македонија и ни држите лекции. Па ние имаме проблеми. Нашава држава ние носиме негде. Господин Николовски, морам да ти кажам дека јас сум горд на мојата диаспора, која е една... Видете, не ви бранам, јас сум горд на моите што останале тука. Подобрите македонски имиграции, или да кажам многу подобри од другите нации, кои се стабилизирани и направиле бизнис и се стабилизирале како луѓе. Нека ви со среќа, живеете си како што живеете, кој ви брани. Апсолутно. Сега да дојдем во Австралија на една емисија телевизиска и сите ничком да ве направам таму на ваш терен во Австралија, дека сте вие несоодветна диаспора. Бива ли така? Вие доаѓате 2 години тука и ни држите лекции дека ние сме погрешили вашата држава, сме однеле во ќорсокак. А ние доброволно сме влегле во една таква авантура, нели? Значи, да се заминеме да ние се во Австралија, преименува државата да во дојдеме друго... како господини, како вие што ќе дојдете и да се правиме тука, не знам, ние дојдавме од Австралија, кај нас колку е убаво, овде во Македонија ништо не чини. Тоа ли е настав? Тоа ли е патриотизам? Не кажам, јас ако е тоа патриотизам, не ви е добар патриотизам. Не, јас кажам дека ја сакам ова држава. Дека е добро во Австралија, ти говорите таму сите англиски, така ли? Тоа ли е добро? А што е лошо да говориш? А што е лошо овдека во Македонија? Да, али ти зашто е лошо во Македонија? Лошо што е? Зашто е лошо во Македонија? Па ти наброи, се преименува државата во друго име. Немојте да ми вреѓате државата. Се преименува во пати, се рушат споменици. Кои споменици? Што се направило? Аредомо името се сменува. Вие кога заминевте, како се викаше Македонија? Како се викаше? Како се викаше Социјалистичка република Македонија. А после тоа како се викаше? Република Македонија. И сега се вика како? За нас Република Македонија. Вие останавте ист. Што се смени кај вас? Па не може да се смени затоа што нема да дозволиме. И така. Македонец сте? Да. Па што е изгубено тоа? Што изгубите? Вие прогнозирате како на кугла да гледате. Николовски. Ќе се изгуби македонштината, македонскиот народ, името. Ништо не се изгубило. И кога сте заминале, и пред вас тие што заминале, не изгубиле ништо. И сега нема да изгубат. Ако изгуби некој нешто, ние ќе изгубиме овде. Вие ќе си отидете со авионот во Австралија и ќе си живеете мирно и спокојно, господине Стефан, како 1 милион други. Ние имаме проблеми овдека. И ние ги решаваме. И ние плаќаме даноци овдека. И нашите деца учат школа. Вашите ништо не прават. Вие еднаш од 2 години ќе донесете 2 шејчиња на вашите роднини во Македонија и мислите кој нешто сте направили за Македонија. Ве молам се да не бидеме како вие што говорите јас. Многу од нас, дозволи ми, многу од нас овде... Вашиот патриотизам кој што не значи ништо. Не гласате, не инвестирате, па што е тој патриотизам? Само на зборови? А како да гласаме? За промена на името? Гласите како сакате, гласате. Ама не можеме да гласаме за друго име од Република Македонија. Морам да ви кажам дека диаспората е еден главен фактор за стабилноста на Македонија. Колку милиарди се внесуваат од таа диаспора? Дали вие имате сознание? Колку вие давате, господине Стефан? Немојте да ми говорите за милион Македонија. Јас имам дадено над $500,000 во оваа држава. За твоја информација. Добро, а продолжете да давате. Па ќе давам. И работете во Австралија. А дали мислите ќе се откажам? Не се откажувате. Јас дојдов да разговараме. А вие не разговараме, вие дојдовте тука и не нападнавте. Сменивте авионите, сменивте аеродромот, сменивте автопатот. Па не ли вистина? Нападнавте.
Еве, во последно да ги затворија луѓето. Невини, невини, направиле грешка, а ги судат за тероризам. Дали ти замислиш, дали можеш да замислиш да се судат луѓе за тероризам кои не направиле тероризам? Да, погрешиле, нака се суди Муковски, нака се суди Чапков. Вие сте судија, обвинител, адвокат? Не, јас си гледам работите пред мене. Па тоа е паушално тоа што не е паушално. Влегувате во материја што не ја познавате. Тие што се судени се судат за тероризам. Како се дозволувате така да говорите за? Па морам да застанам во одбрана на мојот македонски народ. Не можам да замижам. Ја мислам дека брзо до орден ќе дојдете. Не, господин Николовски. Јас се извинувам. Апсолутно не може да се согласам да се судат луѓето за тероризам. Да, онако прегрешени да се судат во една секоја правна држава кој што прави проблеми треба да се суди, ама да се судат за тероризам, извини. Тоа ги прекороче сите црвени линии. Милан, не сакате да прокоментирате во овој дел? Јас мислев дека ќе се насочиме во друга насока. Не, па добро, видете, ова се сите дилеми што се појавуваат генерално пред сите изборни циклуси. Ова се работи кои што позади камерите сите гласно ги коментираме и ги зборуваме. Треба ли да гласа диаспората, плаќаат даноци, каде се парите од нашите иселеници, тие ли ќе одлучуваат, ние овдека го живееме секојдневието, нашите деца, нашите внуци, ние бараме подобра иднина за нас овде. Што вели Љубиша, на крајот од денот, ташничката подмишка на авион и надвор од татковината. Ова се на вистина работи што гласно ги говориме меѓу нас. Добро. Мислам дека при наши услови, при наши состојби, треба сериозно да се анализира дали воопшто треба се троши енергија, мислам прво да се пријавуваат луѓето самоволно. 3 милиони евра се потрошени изборниот циклус, мислам, Љубиша, потсетиме 2014 кога пропадна. Најмалку не го оправдуваат резултатот што произлегува по тоа и обично сепак како резултат произлегува една монтажа на луѓето кои повеќе се експонират, порадикално, дури имат финансии само за таа цел. Но реално јас би бил горд на диаспората, значи толкова диаспора, ние чекаме странски инвестиции од секакви други нации, а од овдешни луѓе нема. Не само од македонци, од други, од албанци, од турци кои живеат тука, кои живеат надвор и се ситуира со големи бизниси, а кога ги прашувате дали ќе инвестираат тука, па не знам, се уште не ми изгледа таму стабилно, правна држава не функционира, значи се гледа собствениот интерес. Ја немам против тоа ништо, но има против тоа, ако цело време си го гледа собствениот материјален интерес, финансиски интерес, тогаш не треба да задирате во правото на луѓето кои се со таа среќа или не се живеат во една средина, тие ја делат таа судбина и сами да допринесат до тој степен со сите добрини и лошоти, а вие, значи, од позиција на сосема друг фактор, кој е ситуиран по сите сегменти, ништо не му фали и само били некаков патриотизам и така натаму и сето тоа, мислам дека ние сме робови на таквиот менталитет. Лесно може да се каже, ето, не го даваме име, да го нема, како се изрази, сме ја скршили кичмата или хрбетот. Точно да. Значи, мора да поаѓаме од тоа како ќе го решим проблемот. Значи, прагмата на политиката предпоставува, имате проблем, тој проблем може да биде и неоправдан. Значи, замислите, наместо Грци да имавме, не знам, швеđани, веројатно овој проблем не може да го имам. Или ние, Грци да имале наместо нас тука да не имат, да имале швеđани и не знам кој. Проблемот ќе биле решен многу едноставно. Затоа толку е драматизиран тој проблем и мислам дека диаспората не е свесна дека проблемот е дигнат до небо, е драматизиран не поради некакви чувства на луѓето кои ја воделе државата, туку тоа е била една маска, значи, да се маскира целокупниот криминал што и злоупотреби што се случи во државата и логиката да држите го крадецот и целата маса по крадецот и тука правите што сакате. Тоа жалам ја што огромен број луѓе надвор, па дел од нив и внатре, се уште ја нема сфатено, значи дека патриотизмот служи за маска,
да се сокрива, да криминалот да биде да не се гледа криминал, да се маскира тоа, значи тоа да се прави нешто над земја, на небо, за да се сокрива нешто што е под земја. Да функционира под земјето. Мислам дека дело тоа господин веројатно е упатен и тука треба да се насочи што треба да се направи, а не гледате балкански држави се променија граници, се во Косово, например, и Србија. Исто тамо ќе се смени граница, дел од територија, некоја држава мисли дека ќе загуби, друга дека ќе добие. Значи имаме војни трагедии. Не можеме толку лесно да кажеме дека ово не чини, ово не го даваме, ово е издајничство, ово е предајничство, а не знаеме дека е ситуација која мора да се изнајде решение за да не се случи многу поголема трагедија. Оти со удирање по гради или главата под зид на многу нации во историјата се има и 6 комплетот и огромни нации, не колку Македонија или колку Балкан. Значи со големи политички грешки имали 6 големи цивилизации. Проучете ги тие состојби, ќе се уверите дека е така. Значи, сега вештина е на паметна политика, на одговорна политика да изнајдете решение. Секое решение е болно, но треба да се изнајде компромисот. Не знам дали сте седнели вие или сте отишли во Грција, и ја не ги обвинувам грчките политичари. Знаете, затоа што и тие имаат некој свој народ. Значи, тие резонират и мислат дека со името Македонија, дури како северна, како што вика, тоа е голема предаја, големи издај, тоа што каже и другар наш тука. Значи, еден голем процент на луѓето мислат дека тоа е издаја во полза на Македонија и сега нормално секој политичар резонира со логиката на изборите, електорално. И не сака никој да се дискредитира и да ја пожртвува политичка кариера, дури да има идеал да ги спаси големите национални интереси. Ако сакаме така да кажеме, значи внимават политичари како мисли јавност. И улога на политика како да изнајдеме заедничко решение, една златна средина, кај што сите релативно ќе бидеме незадоволни, релативно ќе бидеме задоволни, но проблем да се реши. Па, видете, господин Белили, вие добро кажавте, но јас се прашувам, ние како држава попуштиме многу, мислам се попуштиме со Грција. Океј, кажи ми што промена Грција или што попушта Грција спрема нашата држава? Значи, ние го сменаме името, да не се повторувам, сменаме автопати, аеродроми и така натаму. Што Грција попуште, ево да кажеме да имаме соживот со таа држава, што попуштија тие? Ево што попушти. Значи, ако предпоставам дека се сеќавате, значи ова е една подолга историја од Лисабонската декларација, кога имаме практично одлука на Европската Унија, значи зборот име, и во зборот Македонија воопшто да не постои во името на новата држава, која тогаш се беше отцепена од Социјалистичка република Југославија. И замислите која е борба по тоа е водена дипломатска да се дојде до некаков компромис за преговори. Ги имаме двете резолуции 93-та година. Потоа имаме времената спогодба од 95-та година. Значи, тие се само мали чекори или байпаси за едно многу комплицирано решение. Значи се работело, така кажем, 25 и повеќе години, па едва е пронајдено решение. Не ми одговорите на прашањето што попушта Грција спрема Македонија. Тоа е ја. Значи, попушти од тоа што беше во Лисабонската декларација дека и зборот име не припаѓа на територијата, значи која тогаш се беше Република Македонија, и имаше општа поддршка на Европската Унија. Се смени дека сепак зборот име па јазикот меѓутоа припаѓа и на оваа држава. Значи, ви кажувам дека сепак компромисот е
во голема мера, значи, и наша полза. И Грците има доста остапено значи, сакаш да кажеш, ние компромис направиме на штета на нашата држава Република Македонија. И на нивна и на наша. А што штета тие имаат, кажи ми? Кажи ми едно нешто што тие променија во самите институции грчки, и на аеродроми, автопатои и така натаму и така натаму. За да знаете што штета, треба да влезете во главата на грците кои резонираат како вас, а и тие да влезат во вашата глава како што резонира. То што тогаш ќе гледате, ќе ја гледате избистрена и заочна слика што се има случај. Вака без информации не можеме да разберем. Грција имаш, во Австралија имаше и протести на грците. Да. Зошто? Па ја барале Македонија, нивна Македонија била. Зошто сега против Северна Македонија се противат? Зошто грците во Австралија се противат на Северна Македонија? Па не знам, тие порано немаат. Прашајте ги, тие работите со грците. Не, јас. Па тоа е што ги за да разберете повеќе. Не, самата држава, самите државни институции и Грција ги манипулира грците до, да кажеме, пред 26 години апсолутно ниту сакаат да слушнат за Македонија. Ме разбирате? После 91 година, кога постанане независна суверена држава, веќе почна дека Македонија е нивна била, а тие тој сервис го добиваат тие од политичките партии, како од една од политичката партија на Грција кој врши фашизам. Тоа беше сега баш и против министр Димитров. Зора. Да, Златна Зора, кој нон-стоп со разни пропаганди, преку вестници, преку радија, ги натера грците дека сега е времето да демонстрираме да ја бараме Македонија. Затоа што не ја бараа не ја бара Македонија пред 91. Пред самата емисија, нели, господин Николовски, разговараме и Анета, дека што праја грците и како ни вика нас на македонците пред 91. Но ко постанавме независна... Повели. Што ми поставите прашање. Интересоше една сондажа пред 3 недели. Не беше тука многу објавена. Значи, негде 58% од грците се противат на спогодбата. Ајде да ги прашаме зошто. Значи, и тие не се среќни за тоа. Значи, не можеме ни да разговараме за една среќа или за една несреќа. Че разговараме за едната, за среќата на едните и други, за несреќата на едните. Тоа е компромис. Не сме ние ни први, ни последни. Веројатно животот продолжува, па војни се воделе, па се уништиле цивилизации, сепак се изнајде некакво решение. Вакво гледање црно-бело, ова состојба, мислам дека прво ги навредува овој луѓе тука. Стварно ги навредува. Искрените луѓе ги навредува. Ја не поаѓам од тоа, еден лидер тука, политички лидер, па вели, каже, ово Нирнбергски процес. Па, чекај. Добро се извини подоцна. Да, значи, мене ми е чудно како е до тоа, не знае до тој ниво. Значи, ако зборуваме Нирнбергски процес, значи тој што утепал 50 милиони луѓе во Втората светска војна не заслужува да биде дел од процес. Мене ме запреспастува зашто таква изјава од лидер кој претендира да биде премиер. Одека мора да направиме кратка пауза, почитувани некоја минута реклами, па продолжуваме со дебатата. Да, продолжуваме со дебатата, почитувани гледачи. Николовски, со тебе сакам да почнам. Ајде една проценка околу предстојниот изборен циклус, претседателски избори. Оно што често деновиве го слушаме од страна на власта и владеачкото мнозинство е дека ќе се направи се за да се спроведат кристално чисти и јасни избори. Тоа предпоставувам е многу значајна дуд за власта. Овие избори да немаат никаква дамка на себе и врз себе. Од друга страна, опозицијата се сомнева во една таква можност, но она што е прашање кое што сакам да го поставам, дали може и дали постои опасност да се доведе во прашање изборниот циклус од аспект на цензусот. Мислам дека јасно дека во првиот изборен круг и мислам дека не се важни тие бројки, но во вториот тие ќе бидат пресудни. Постои ли таква опасност повторно да се сочеме, еве, дел од диаспората најавува не гласање дома како... Диаспората што нема да гласа е нивен проблем и не верувам дека таа мала бројка на гласови што би и биле
диаспората би била одлучувачка за изборот на председател на Македонија. Дали ќе бидат фер и кристално чисти, посакувам, како секој граѓанин во Македонија, и пред секој изборен циклус во Македонија се ветуваат такви избори, но после завршувањето не обете страни се задоволни од изборниот резултат и едната ги прифаќа, а тие што ќе изгубат не го прифаќа резултатот. Очекувам дека од политички аспект може да дојде до таква ситуација, кој ќе се видат резултатите да тие што ќе изгубат, а овој пат значи ги организира власта, не ги организира оние што сега се опозиција, да покажат незадоволство од резултатот и да рече дека не биле фер и демократски. И нема начин тој што не верува во изборниот резултат да го убедите дека не било така. Ни ОПСЕ, ни наблюдувачи, ни не знам кој. Не постои такво нешто, освен надлежните институции, ДИК и судските органи, кои што подоцна може да спроведат една истрага и да видат дали се случувала изборна измама. Дали ќе има цензус на третото прашање? Мислам дека ќе има цензус, затоа што и во номинатите и на пред тие избори 140% намален цензус имал. Ѓорги Иванов имаше 536.000 гласа. Стево Пендаровски, тогашниот кандидат на Социјалдемократскиот сојуз и сегашен, како надпартиски, имаше без некој јадарка 400.000. Ако сега имаме консензуален или договорен кандидат од страна на власта со албанските партии или дел од албанските партии, по мене некоја проста математика, ако ги добие, иако секои избори се нови, не се сметаат гласовите што ги некој ги добил предходно, но заради илустрација, ако 400.000 гласа граѓани македонци гласале за Стево Пендаровски тогаш, и ако 100.000 албанци гласаат сега, значи би добил 500.000 кои што добили Ѓорги. Значи дека Ѓорги Иванов, веројатно во одреден миг, добил одреден број на гласови од албанското гласачко тело, иако Дуи тогаш рекоа дека ќе ги бойкотираат избори. Ова све се анализи, вака кои што се на маса сега, кои што ги собираме, никој не може да знае што ќе се случи, но ако се тече како што треба, мислам дека ќе добиеме кандидат. Она што е интересно овој пат, имаме два сериозни кандидати, двајца професори, кои што доаѓаат како надпартиски кандидати. Интересно, имате и двајцата партиски книшки. Како надпартиски, не знам кој ќе профитира повеќе, партијата што ги поддржува или самите кандидати. Веројатно ќе треба во текот на годините да се види дали професорката Силјановска ќе се одлепи од партијата или Стево и како ќе се однесуваат на местото што бидејќи доаѓаат како надпартиски. Тоа што интерес има партијата да ги предлага и дали тврдите партиски симпатизери ќе гласаат за овие надпартиски кандидати, затоа што дали гласањето за Стево Пендаровски значи гласање за Социјалдемократскиот сојуз и дали гласањето за Гордана Силјановска значи гласање за ВМРО да помене. Ако не значи, тогаш секој може да се мие дека видите, ние не изгубивме, бидејќи тој не беше наш кандидат, беше надпартиски, се граѓани ве гласале, некој, ама нашите не гласале. Така што, ама мислам дека ќе добиеме. Тоа е ирелевантно на крајот на криштата, битно да имаме добар председател, демократски избран, кој што ќе биде на сите, без разлика кој од граѓаните во Македонија гласале. Како на нацијата, не на партијата бивали? Па добро, јас искрено не би сакал да помислам на тоа дека нема да се постигне цензусот и нема да избереме председател, со што навлегуваме во една, како кревка демократија, една сепак нова неизвестност. Ја не би рекол криза, но стварно неизвестно блокирање, баш сега не чека, значи, таа одлука за се започнат преговорите со Европската Унија и треба, значи, турбо да ги направиме бар најосновните реформи што ги бара Европската Унија, како што знаете, например, моите информации говорат дека Франција, посебно Оландија, ја услова поддршката сега за 6 месец да се стартира со преговорите со реформите,
посебно со решавањем на статусот на специјалното јавно обвинителство, кај што, ето, гледам дека има проблеми. Значи, ни треба големо лидерство, за да тргне напред, да не цело време, значи, како некоја мува во пеажината, кога ќе налети и губиме време, тоа младежот ни бега надвор. Мислам дека држава се исчисти од највиталниот слој на своето население. Ние мора да се фокусираме врз економијата, тоа што велам често, најголем патриотизам е развојот, економијата. Ај ние да се удриме, да се чукаме по градите, без оглед на тоа дали се работи за албанци или македонци, со неколку патриотизам, да се создаде поларизирано општество, конфликтно општество, за 20 години нема да остане ниеден човек. И што има потреба? Глобализацијата, значи дојдат инвестиции, нема луѓе, ќе барат кинези, ќе барат африканци, и тогаш, затоа велам поезија, тогаш ќе остане елегија или трагедија, ќе пишува поезии, ама за едно минато која на држава која веќе не постои. Значи, затоа велам, најголем патриотизам се инвестициите, развојот, правната држава, тоа е најбитно. Мене ме плаши искрено, помислам дека можеби после првиот круг некоја од не од кандидат, некоја од структура што поддржува еден кандидат, дали ќе повикува на тивок бојкот, што може многу лошо да заврши. Значи, нормално е дека и политичките лидери, и политички партии, затоа и се викаме плурализам, може да... На албанците или на македонците? Мислам, на ВМРО, допомне конкретно. Не, на тивок бојкот. А има свој кандидат, зашто ви? Да, на вториот круг. Па нормално да има втор круг, бидејќи сега имаме тројца кандидати. Ама зависи од преброените гласови како ќе котираат на првиот. Кога ќе гледат некаков резултат, предпоставувам дека толку ќе жестоко ќе го нападнат. Ќе дека не се фер изборите, ќе се победи. И дека ние нема да играме понатаму и може да се случи. Ја би сакал искрено да не се случи тоа, ама не го исклучувам. Избори се велат дека ќе бидат и тест за како котира и самото раководство во ВМРО, да помене силата ќе се мери. Дали ќе видиш, бидејќи кандидатот не е чист ВМРО-ец. Затоа мислам дека има една игра што за опашката, како да ви кажам, добро е за оправдање, ако победиме окей, ама ако изгубиме, имаме оправдање дека не е тоа наш кандидат, тоа се пак граѓани. Тога беше право. Значи сепак колку е да е со изјавите кандидатката на ВМРО, професорката Гордана, десно ориентирана, сепак е рационално кога ја прашува дали ако стане председател на држава ќе се залага да се смени договорот, иако има одредби таму договорот кои не може да се сменат, ама таа е коректна и вели, каже тоа е работа која не може да се направи, ние може да разговараме. Крива Дрина, не се исправа. Да. Значи, не можеш да исправиш Дрина е таква крива е. А за разлика од неја, мислам дека нејзината, партијата што ја предложи, сепак продава магла која реално Зошто диаспората сега има и секогаш имала кандидат на кој што може да смета, кој што според вашите сваќања на патриотизмот и сега е против промена на име, има патриотски, да речеме, условно речено, како вие го разбирате патриотизмот, зошто не се соберете 200.000 или 300.000 па да одберете заедно со нас кандидат кој што ќе го поддржувате. Туку кој ќе дојде стани пани, ве нема. Значи 110 луѓе во Австралија, па вие живеете во Мелбурн. Ако сте толку активен, 60 луѓе во Мелбурн има. 60. Океј е тоа за вас? 50 во Камбера. Николовски, одговорите ми, ве молам, зашто 60 луѓе? 60 луѓе. Вака. И вие сега патриотизам ќе избереме председател кој што изберете го, ајде, пријавете се, дозволете, ние не можеме да избереме кандидат за председател затоа што нашата диаспора тешко може да дојде до македонски пашапорти. Пашуш, нашите доаѓаат таму за да гласате вие во Не, ама не може да дојдат нашите. Повеќе од вас, ние 50 луѓе од администрација праќаме за вие 50 да гласате. Николовски. Па бидете реален, не сте Николовски. Јас кажав и минатата година, нема потреба ние повеќе да гласаме затоа што
недоволно недоволно македонците имаа македонски пашуши, затоа што тука доваѓаат, имаа проблеми. Луѓето не доваѓаат да седат тука, дозволи ми, да седат по 3 месеци или година дена. Луѓето поради обврски, тука доваѓаат 2-3 недели. А за тоа време државните институции, јас не кажувам дека намерно го прават тоа, а им даваат проблеми со вадење на пашапорти, на книги, 300 проблеми. 30 години сте во Австралија, не сте успеале да добиете пасош, ве молам. Да ми кажете за некој внук што има 20 години па не стигнал, ќе разберам. Господин Николовски, јас на самата пауза кажам дека... Не сме од вчера се, мислам, според реално. На самата пауза, дозволи ми, на самата пауза јас говорам тука измеѓу нас, кажав дека купив стан во Битола, мене ми требаше година и 8 месеци да добија имотен лист. 5 години ми треба мене ми требаше... Живеам 20 години. Господин Николовски... Што ми кажувате, ја не го знам тоа. Молам, господине. Па имате разбирање дека ние живееме таква држава. Мене ми требаше 3 месеци да добијам лична карта. И сега ти ми кажуваш. Па јас ви кажувам. Да. Вие се чуете, ќе дојдете на 2 недели, ќе прочитате по широкото как леле, овде јас во Австралија, кај мене што е убаво, овде кај нас 3 месеца јас чекам, ништо не ви функционира. Значи ти сакаш да Николовски, ти сакаш да кажеш дека македонците треба да идат тука по 5 месеци, година дена да чека за македонски пашпорт. Ама сега вие чекате 3 месеца, ја чекам 3 години. Зошто па да чекам 3 години? А зошто да чекам 3 месеци за лична карта? Па не знам. Ама јас чекам, немам имотен лист 20 и нешто години. Па поради тие проблеми нашите македонци диаспората не може да дојдат до и се одма ви паѓа патриотизмот, одма името го сменивме, одма пропадна. Патриотизмот не може никога да ни падне, господин Николовски. Чекайте се, зборите за пасош и за лична карта 3 месеци, а преска зборевте за име, за пат, за аеродром. Зашто говориме се? Или за инвестиции говориме, или за студениве за 27-ми. Значи, дај да се договориме за шуке. Николовски, ги мешаш работите. Не, вие ги мешате. Вие ги мешате. Ја не ви го сваќам патриотизмот. Ќе ви кажем една приказна, бидејќи не сте толку млад, памтите некои работи, ќе ми дозволи едната. Јас сум 30 години новинар. Почнав да работам во македонската телевизија и тогаш македонската телевизија, не како сега телевизија што немаат пари да мрднат до Битола, одеше и во Австралија и правевме репортажи за македонците, за македонската диаспора. Имав колега Бранислав Димовски, Бог да го прости. Неколку пати беше таму, по 1 месец седеше и правеше анкета со бизнисмени, со обични граѓани. Добре, ја сакате ли Македонија? Многу ја сака Македонија. Што ми направиле вие за Македонија? Се. Колку пари ви дале? Па Бога ми вика, јас би дал $10. А вие? Па јас би дал, вика, 15, ама не директно на македонската држава, да ги клајме во Швейцарија на банка, па вие од каматите наши земете колку ви треба. Ова е жива вистина и сите мои колеги го памтат оваа репортаж. Видите, тоа се господин Николовски. Таа не е измислотина. Таа е легенда. Не се извинувам, тие беа манипулации, пуштени комунистички режим да ги провоцира нашите македонци. Немој да ми кажете дека македонците ќе дадат $10 и $20. Да ви ја пуштаме мисијата сакате. Не, македонците имаат изгубено тука над 3 до 5 милиони долари преку Стопанска банка, кои беа пуштени овде. А не ми зборувај ти $10 и $5. Не, јас го разбирам, но тие новинари беа пуштени да прават саботажа против македонската земјица или да ги чешат, мислам нема логика $10. Бидејќи комунистичката, реквате комунизмот, тоа беше. Ако вие ти извини прави новинари, јас те ценам како новинар и те знам долго години. Не, за вас не се родиле правите новинари. Таму во Австралија има, не се родени прави новинари за вашите поимања. Не, ама да провоцира дека давале по $5 10, тие не се новинари. Тие се провоканти кои сакаат да тука по диаспора. Знаете што не е добро тоа што говорите? Со сета почит, без разлика што не се разбираме за некои работи, не се слагаме. Значи комунизмот не чинеше. Да не речем, не ви чинеше, заминавте. Нас не ни чинеше, останавме. За Груевски велите не чинеше, ние го трпевме. За Заја велите не чинеше, не чини ови години и пол трагедија било. Господине Стефан, и тие луѓе тогаш во социјализмот, и ВМРО, ДПМН, и СДС имаат по 400.000 гласачи македонци тука. Вие кога зборите дека таа влада на ВМРО не чинела и оваа влада на СДС не чинела и на социјалистичката влада не чинела, за вас излегува дека никој во Македонија не чини. Зад нив стојат луѓе, граѓани, гласачи. И зад ВМРО,
и за СДС. И не може така паушално. Господин Николовски, тие задним Немојте седат така. само Немојте така. партиски гласачи, ништо друго. Ба немојте. Да, 400.000 луѓе веруваат во нив. Тоа што го правеше ВМРО ДПМН, што запослуваше нивни партиски гласачи, тоа денеска го прави Зоран Заев. Факт е. Не гласат луѓе, ние гласаме за нив, вие не гласате. Па нема да гласаме затоа што ова што гледаме нормално да се ова гласаме. било Георгиевски, пропаганда. на крај да молам само да ве прашам. Дали ги осудувате оние сцени и информации што стасаа за време на референдумот, кога во нашата диаспора во Австралија, конкретно ваши нашинци таму, ваши сограѓани излегоа да гласаат, а беа жигосувани поради тоа? Па видите, јас секое насилство го осудувам. Нема никој право да му каже на другиот како да гласа, што да гласа и кога да гласа. Апсолутно ги осудувам сите кои некои се обидуваат на некој начин хулигански и физички да напаѓат мои македонци. Значи, треба да видиме да имаме достоинство, некој не значи дека сите ќе гласаме за една партија или за друга партија. Тоа се луѓе кои погрешиле. Исто како овде во парламентот на 27 кои луѓе погрешиле, тоа што го направиле, грешка направиле. И тие во Австралија, некои што плукале, говориме за 2-3 луѓе. Значи погрешиле. Има некоја разврска таму судска, бидејќи беше најавено. Нема никаква разврска затоа што не беше нито никој физички нападнат. Апсолутно така. Имавме кршење на закони, на уставно загарантирано право да гласаш пред гласачко место, закани, уцени, омаловажување, навреди. Немаше, ти поминаа неколку македонци да гласат во конзулатот во Мелбурн, така, со некои зборови, беа упатени кон самите луѓе, полицијата апсолутно не може за тоа да преземи никакви мерки, затоа што не е направено ни физички напад, ни нешто да му се закани со убиство и така натаму. Добро. Георгиевски, Билали, Николовски, ви благодарам на сите тројца. Ја следев и дебатата преку интернет, преку нашиот сајт. Има доста информации, односно коментари па една вели од патриотизмот ни се испразни државата. Ви благодарам што гостувавте, вам почитувани, ви благодарам што не следевте. Пријатно од мене.